На 8 ноември според христијанскиот календар се прославува празникот на светиот великомаченик Димитрија Митровден. Тогаш завршува летниот и започнува зимскиот период од годината. Поради собраните плодови, значително намалениот ден, студеното време и слично, се вели дека со Митровден започнува зимата. Светиот великомаченик Димитрија живеел во 3 век по Христос. Легендата вели дека на 8 ноември според новиот календар 306 година великомаченикот бил погубен поради својата вера во Бога и поради одбраната на христијанството. Токму затоа, овој ден се смета за празник посветен на Свети Димитрија Солунски. Источната црква го канонизирала за светец. Црквата во нашиот град го има за свој патрон токму светиот великомаченик Димитрија. Па на овој голем празник за свештенството и верниците, со свечена богослужба се прославува Свети Димитрија. Годинава, на сончевиот Митровден, црквата во градот беше преполна верници кои доаѓаат на богослужба. Некои од нив имаат домашна слава на овој ден, некои имаат панагија. А сите, водени од силната христијанска верба во Бога, го посетуваат Божиот храм, оддавајќи му чест и слава на светецот, но и на Севишниот. Годинава, покрај останатите свештенослужители од Македонската православна црква, свеченоста за Митровден ја надополни неговото превосвештенство митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил со својот викарен епископот Лешочки доктор Јосиф, кој заедно со архиерейскиот намесник на Македонската православна црква за Крива Паланка и Ранковце, протоиерей Ставрофор Добрислав Бошковски и останатите свештени лица одржаа божествена литургија на Свети Јован Златоуст во црквата Свети Димитрија во Крива Паланка. По литургијата, епископот Лешочки доктор Јосиф крштеваше света вода во дворот на црквата. Верниците на овој убав ден присуствуваа на празничната прослава во огромен број под закрилата на верата христијанска. Митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил е најстариот епископ во редовите на Македонската православна црква и единствениот жив потписник на документот со кој во 1967 година во Охрид Македонската православна црква стана автокефална. Тој на сите верници им го честиташе празникот Свети Димитрија, потенцирајќи дека годинава се навршија 45 години од автокефалноста на Македонската православна црква. Јубилеј кој ќе биде прославен веќе следниот викенд, 17 и 18 ноември, токму во нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски со собир на високото свештенство на Македонската православна црква. Полугодишното чествување на патрониот празник на убавиот град Крива Паланка и неговите верници и свештеници се разбира, го доживеа на посебен и пресивен радосен начин. Од причини што оваа година за прв пат, еве сум заедно со мојот помошник, викарен епископ, во лицето на хилотедонисаниот братот во Господа Јосиф, да заедничи од служење на светата богослужба, молитвено се проклонивме кон ангелскиот лик на светиот великомаченик Димитрија Победоносец Солунски, да не следи Божиот благослов сите што беме присутни, сите што живеат на овие простори. Со многу здравје, радост, среќа, да растиме само во доброто. Реков на посебен начин и од други причини беше збогатена ова чествување, што се собаѓа и со одбележувањето 45 годишнината од обновата на древната и ставна Охридска архиепископија, олицетворена во денешната наша автокефална Светоклиментова Македонска православна црква. На 17 јули 1967 година во нашиот со гордост наречен Македонски и Словенски Јерусалим во Охрид ја потпишуваме тогашниот Свети Синод на чело со покојниот архиепископ Доситеј, митрополитите Климент, Наум, Методи и мојата смерност, историската одлука за обнова на целосната автокефалност на нашата света црква. Со тоа исправивме на голема нанесена неправда на нашата црква, на нашиот народ и нашата библиската тковина Македонија. Ја повратиме честа и достоинството на нашата црква, честа достоинството и гордост на нашиот боголюбив македонски народ, честа гордост и достоинството на македонскиот народ. Берекетните плодови се изобилни од тој историски голем настан па до денешно време. И навистина тогаш го доживееме и го живееме вистинското воскресување на нашата света црква. Него ќе повторам, берекетните плодови се изобилни не само на просторот од тковината, обновени голем број древни цркви и манастири, изградени многу со десетици, стотици нови и посебно во диаспората, меѓу нашите народни браќа и сестри македонци и македонки, од сите качини на родна и мила Македонија, изградени преку 60-70 цркви и импозантни манастири
во последно време и во западноевропските земји. Божјиот благослов нека биде со нас во вечни векови, да оставиме името на Бога, на тричниот Бог и да се собираме само за радост, за среќа, да даде Господ за повеќе во нашите свети Божји храмови луѓето да се собират за венчавки, за крштевки, да се множи нашиот македонски род. За многу години. Честит нека е патрониот празник Свети великомученик Димитрije Солунски победоносец. Секое добро. На иконата Свети Димитрија е представен со војводска облека на конј и со копје убива човек кој е под копитата на конјот. Тоа е Лии, кој бил убиен од Нестор со благослов на Димитрија. За време на животот Димитрија бил војвода на Солун и него заштит, но и по смртта тој останал заштитник на Солун, зашто ги одбивал непријателите. Направил многу чуда, ги исцелувал болните, ги застапувал пред Бога сите што ќе побарале неговата помош. Бил наречен Димитрија Солунски, во споменот на народот останал како патрон на овој град, но и како негов бранител, заповедник, господар, застапник и посредник. Православните верници на овој ден имаат домашни слави, а имен ден слават Димитар, Митре, Димитрий, Димитрина, Димо, Митко и други. Нека е за многу години Митровден.